Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за темната фаза фотосинтеза, односно ова ќе биде еден вид како вовед во темната фаза фотосинтеза, односно во фазата каде што имаме синтеза на органски соединенија. Сега видовме дека во светлата фаза фотосинтеза, всушност како крајни продукти, добивме АТП и редуциран НАДП, што е всушност НАДПХ плюс Х плюс. Всушност овие две соединенија се соединенијата која носат енергијата добиена од страна на фотоните. Ки енергијата ни се добија од страна на фотоните, светлина кои се пренесува на електроните и електроните сега всушност на некој начин се вклучени внатре во овие соединенија. Бидејќи овие соединенија всушност се понестабилни него што претходно биле, така работи просто кажано начинот на пренос на енергија. Например, ако нацртаме еден график каде што е повисоко е понестабилно соединението, да речеме дека ако НАДП се наоѓа тука, така кога е редуциран, всушност се наоѓа повисоко место. НАДПХ, односно е понестабилен. И скокот од постабилно во понестабилно е со помош всушност на целиот светла фаза фотосинтеза, така фотони се пренесуваат на електрони, па електроните го редуцираат соединението. И сега тоа е всушност понестабилно, но има повеќе енергија. Сега, откако добивме ова во светлата фаза, сега оваа енергија се користи заедно со внес, значи заедно со внес на CO2 за се синтезираат органски соединенија, така, за синтеза на органски соединенија. Значи О со единија. Со едно се пишува. Нема врска. Значи темната фаза е користење на оваа енергија со помош на CO2 да формираме органски соединенија. Тие органски соединенија најчесто ќе бидат скропи сахароза, значи скропи сахароза. Кои понатаму од нив, во низа други процеси кои не спаѓаат во фотосинтеза, но со низа други процеси од скропи сахароза можеме да добиеме до масти и понатаму дури можеме да добиеме некои аминокиселини, кои може да бидат потребни за некои протеини, но сепак потребни се и други аминокиселини. И по низа на секундарен и со синтеза од овие, па со формирање секундарни метаболити на растенијата се добиваат всушност сите секундарни метаболити кои се најчесто соединенијата кои се користат во фармацевската индустрија, така. Значи ќе да ставиме како секундарни код 2 метаболити. И така се добиваат сите соединенија кои ги добија растенијата. Ама се започнува од оваа темна фаза на фотосинтеза, каде што со помош на енергијата која добивме од светлата фаза, ќе се формираат основните органски соединенија како скропи сахароза и понатаму од нив може да се добијат посложените органски соединенија по низа различни метаболички патишта. Но ние значи ќе го разгледуваме овој тука процес. Така, че ние ќе го разгледуваме овој тука процес. И ова било многу лесно порано се докаже дека првите соединенија се всушност скропи сахароза. Бидејќи гледале, се троши CO2, значи ќе оставаме некој изолиран систем растенијето, така ако имаш некое си растение, ќе оставиш во еден изолиран систем и ќе видиш дека CO2 всушност се намалува, а всушност се зголемува содржината скроп, бидејќи има различни хемиски проби каде што капнуваш нешто на листот и ќе даде одредено војување. И забележуваш дека всушност тука има скропи или сахароза. И се тоа заклучиле едноставно дека се формираат скропи сахароза во листовите, а се троши CO2. Сега првиот кој всушност подетално го истражувал процесот како CO2 се формира скропи и сите тие други работи е всушност Мелвин Калвин. Значи Мелвин Калвин, ќе обележиме М Калвин. И затоа циклусот во кој ќе збориме главниот редукцијски фотосинтетски циклус е всушност исто наречен Калвинов циклус. И тој најчесто се спомнува кога се збори за темна фаза на фотосинтеза. И тој ќе го разгледаме во наредното видео. Но всушност кога истражувал, открил одреден вид на фотосинтеза кој мислеат дека точка сите растенија така работат. Поточно он забележал дека првото соединение при темната фаза фотосинтеза се три јаглеродни соединенија и поради тоа на некој начин
основниот тип на Калвинов циклус, тие растенија кои го користат се наречени C3 растенија, бидејќи првото соединение, и ќе видите во Калвиновиот циклус, е со 3 аглеродни атоми. И понатаму порано се мислело дека сите се такви, се мислело дека Калвиниот циклус као таков аплицира за сите, но всушност понатаму се откриле и растенија каде што првото соединение има и со 4 C атоми, тие се C4 растенија, имаме C2 растенија, значи вака, C2, исто имаме кам растенија, но овие се поретки растенија, значи овие се, например, овие се сукуленти. Така, и ќе ги разгледаме сите до некој си детал, но главно кога се збори за, значи, за темна фаза на фотосинтеза, се мисли за овие C3 растенија, каде што првото соединение во фазата темниот циклус, значи од кој ќе се добија CO2, и ќе видиме како поминува се тоа, ќе биде соединение кој ќе биде со 3 C атоми, значи ќе се добие, ќе видиме како, и затоа се нарекуваат C3 растенија, но денеска знаеме дека не сите растенија работат на тој принцип. Исто едно друго име за Калвиновиот циклус кој ќе го разгледуваме е всушност фотосинтетски редукцијски пентозен циклус, бидејќи има и оксидативен пентозен циклус. Значи главниот Калвинов циклус за кој ќе збориме е редукцијски пентозен циклус. И сега, кој бил основниот принцип на кој дошол Калвин до овој заклучок? Едноставно да речеме дека земал една тегла, може да се замислиме, иако не било тегла, тоа било некој сад, не е битно, значи ќе го нацртаме како тегла, и внатре имал суспензија од одредени алги, значи хлорела и сцендезмус, значи ќе направиме како раствор, нека биде зелен, ева ќе направиме како алги дека има овдека. И сега и алгите нормално си вршат фотосинтеза како вишите растенија, но поентата е, имало славина, значи како чешма на едната страна од тој сад кој го користел, каде што ќе направиме како вентил, тука има вентил, и таму може да се отвора или затвора со цел овој раствор, дали да истече надвор или да не истече. Сега да речеме дека е затворен. И тој додал, во еден момент, во овој раствор додал јаглерод диоксид, каде што всушност С атомот бил даден изотоп, односно бил C14. Веќе нормално С е C12, значи тој е нормалниот јаглерод, но C14 е радиоактивен изотоп. Така што овдека јаглеродот бил 14. Така што тој може да се следи со хроматографи на авторадиографија. Сега, од кога го додал тоа во растворот, значи CO2 кој имал радиоактивен изотоп за јаглерод, дека речеме ќе имаме посебни чаши, и на дадени временски периоди, да речеме овдека имаме Т, и ова е например Т0, Т1 минута, Т2 минути и така натаму. Така, ја пуштал славината да истече растворот во овие садови на различни временски периоди. Значи од истиот сад во дадени временски периоди испуштал од растворот во различни садови. Така, на 2 минути испуштил во третиот сад, на 1 минута во вториот сад и така натаму. Сега внатре овие садови пред да испушти материјата имало всушност метанол, така значи имало метанол овдека, така што кога го испуштил овој зелениот раствор, каде што се одвивала фотосинтезата, чим ќе дошол тој раствор во контакт со метанолов, ова што го бележев, се инактивирале сите процеси кои се одвивале во растворот. Така, за да не се одвива тој уште натаму, него чим ќе капне во овие теглите, кои се бележени овдека со дадено време, еве ќе направиме уште некои други, така имаме некои други тегли, каде што ова ќе биде во 3-та минута, ова ќе биде 4-та минута, во 5-та минута, и сите се наполнети со метанол. Чим ќе капне растворот, чим ќе остави растворот, зелениот, сите процеси да се инактивираат, така да што да се знае дека тоа што е во растворот е баш тоа што било во тоа дадено време. Бидејќи ако го немаш овој метанол и го ставиш зелениот раствор само, тој уште ќе си одвива процесите. Така уште ќе си траат тие, нема да бидат стопирани. И затоа додал метанол, нормално ставил некои други супстанции. Сега, од кога го направил тоа, всушност ги изолирал супстанциите кои се наоѓале во секој од овие садови. Значи ги изолирал супстанции кои биле во садот Т0 време, ги изолирал субстанции кои биле во садот по 1 минута, ги изолирал субстанции кои биле по 2 минути, 3 минути, 4 минути и 5 минути. Така.
Сега арбитрарно дека ги избирам вредностите за време, но нешто така слично било. И забележал со принципи на инфрацрвена спектроскопија, хроматографија, има различни хемиски техники, кои соединенија биле формирани во кој временски интервал. И забележал дека уште по 2 секунди од кога го додал ова CO2, кој што имало реактивен C14, 2 секунди при почнување на процесот се создало 3 фосфоглицеринска киселина, ќе бележиме со бела боја, нека биде, 3 фосфоглицеринска киселина, А за acid, како англиски. 3 фосфоглицеринска киселина, по 60 секунди, значи кога го остави 60 секунди, значи од овој сад, по една минута, внатре во растворот се создале имало фосфорилирани шекери со 3 до 7 јаглеродни атоми. Значи имало многу триози, имало хептози, имало некои органски киселини, како јаболкова, серина, аспарагинска, глутаминска киселина. Така, значи добиле многу соединенија на 60 секунди. Значи, као да го бележам, многу ќе пишам. Значи, многу соединенија. Така натаму. Сега нормално правиле на помали временски периоди, например на 5 секунди, на 10 секунди и се измеѓу. Така гледале кое соединение по кој редослед се создава. Сега нормално направиле многу експерименти и на крај сватиле, направиле како табела, например имаш 0 секунди, 1 секунда, 2 секунди, 3 секунди, 4 секунди, 5 секунди и така натаму. Сега карикирам, например тука на 2 секунди има многу 3PGA, 3 фосфоглицеринска киселина, и тоа расте се некаде до 4 секунди. Така. Сега веќе после 5-та секунда се формира некој си соединение X. Сега за сега ќе обележиме така. И тоа се зголемува концентрацијата, па некаде на некој си друго дадено време се формира соединение Y. Па и тоа се зголемува со концентрацијата и така натаму. И со тие постапки, значи со многу голем број анализи, успеал од прилика да сватат како се одвива трансформацијата од едно органско соединение во друго. Дека има еден цикличен процес и така бил наречен и Калвинов циклус и он освои Нобелова награда за ова истражување, бидејќи ова истражување стварно е тешко да се направи. Знам, добро, денеска не е толку тешко, ама во тоа време кога никој ништо не знаел, да ти текне да го направиш, треба стварно памет. Добро, тоа беше се за ова видео, ова беше еден као вид вовед во темната фаза фотосинтеза. Сега во наредното видео ќе разгледаме детално Калвиниот циклус, односно Калвиновиот циклус. И се надам дека научивте нешто ново во видео. Значи главното што беше дека во темната фаза се користи енергијата од светлата фаза со помош на CO2 и се формираат основни органски соединенија, а од тие органски соединенија се добиваат секундарните метаболити на растенијето и многу посложни соединенија. Дека Калвиновиот циклус го открил Калвин и дека исто така се нарекува фотосинтетски редуциски пентозен циклус. Тој мисле дека важи за сите, но всушност денеска знаеме дека не важи за сите растенија. И главниот начин на кој всушност го истражил, нели, раствор каде што имал алги со радиоактивен CO2 и во одредени временски интервали, изолирал дел од растворот, го инактивирал со метанол, гледал кои соединенија се наоѓаат во секој даден временски интервал и со тоа формирале некоја се слика како всушност се одвива процесот. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.